Денес сме во Штип во рамки на кампањата за наша интензивна теренска работа и комуникација со граѓаните, а како дел од акцијата промени се случуваат секогаш со народот. Како што гледате денес, градоначалникот на Штип промовира еден негов проект кој што го има изработено во периодот од како е на функција, значи како градоначалник, со пари од општината, што јасно покажува дека доколку се сака и си има желба, може да се направат и работи кои што да речеме ги реализира за краток временски период, при тоа како што бев информирана, станува збор значи на активности на другите јавни предпријатија, се со цел за ова игралиште денес да изгледа вака како што е. Морам да кажам дека во текот на денот ќе имаме средба и со просветните работници, кои што знаете и сите дека штрајкуваат барајќи ги своите права, а ние како политичка партија значи го поддржавме тој штрајк, односно сметаме дека треба да си ги остварат своите права, особено во овој тежок период кога и економската состојба во државата е тешка, кога граѓаните значи секојдневно се борат и со безпарица и со секојдневни тешки проблеми. Нашата цел е да бидеме што повеќе присутни на терен и да направиме едно политичко и обединување значи помеѓу граѓаните со цел значи да оваа власт што побрзо си замине, бидејќи во континуитет гледаме погрешни политики. Повеќе од јасно е, значи секојдневно сме присутни на терен, дека нашите градоначалници работат многу поразлично од тоа што се работеше до сега. Сите тоа можете да го воочите и нивната работа ќе биде уште повеќе посветена и ќе бидат поангажирани во реализирање на што повеќе проекти во следниот период кој што доаѓа. Благодарам. Како коментирате антикризните мерки на владата за намалување на инфлацијата и стандардот, заштита на стандардот? Прво мора да повториме уште еднаш дека единствени виновници за инфлацијата која што во Република Македонија руши рекорди е оваа влада. Инфлацијата во Македонија се случува од август 2020 година со покачување на цената на електричната енергија. Јас од 2021 од месец јануари во континуитет известував дека имаме пораст на цените. Кога имате вие покачување на електричната енергија, логично е дека ќе дојде до покачување и на останатите значи цени, поготово на основните продукти. Така да значи сега што и да носат како одлуки, се е задоцнето, се е погрешно и морам повторно да кажам, ако ЕСМ државно производството на електрична енергија се уште го води вака како што го води, односно речиси да немаме производство, ние ќе имаме многу потешки месеци пред нас. Така да значи погрешни се комплетно поставени работите од самиот старт.